домовите за физичко воспитување на организацијата Партизан секојдневно кипи живот. Денес, во овој дом, како и секогаш, се одржува редовна настава. Додека пионерите и пионерките со озарени од радост лица во забавни игри и вежби се здобиваат со основните елементи на физичката култура, постарите чекаат, после напорна работа, во разни гимнастички вежби да го усовршат своето знаење. И еве, салата е полна. На разбој, конј, греда, вратило и карики, искусните ги исполнуваат вежбите под раководството на предњаците, оспособени преку разни курсеви, организирани од Сојузот за телесно воспитување Партизан. Сојузот Партизан е најмасовна сестрена физкултурна организација, која во своите редови има на десетини илјади членови од работничката, средношколската и друга младина, пионери и пионерки. Многуте физкултурни домови, справи и други реквизити им овозможуваат на голем број членови да се занимаваат со физкултура, да го челичат своето тело и дух, за да станат здрави и вредни градители и бранители на нашата социјалистичка татковина. За организацијата Партизан сред работните луѓе, а особено сред младината, постои голем интерес и масовноста станува се поголема, така што Сојузот има над 50 друштва со околу 23.000 активни членови вежбачи. Младинци и младинки, влегувајте во редовите на Партизан, станувајте негови активни членови. Како во градовите, фабриките и школите, така и во селата организацијата Партизан создава своји друштва и на тој начин и овозможува и на селската младина сестрен физички и духовен развој. Покрај гимнастичките вежби, спортските игри представуваат важен елемент за физичкото воспитување. Одбојката, кошарката, ракометот и другите спортски игри во кои младината наоѓа забава и одмор, стануваат се помасовни и омилени. На своите јавни настапи пред многубројна публика, членовите на Партизан се надпреваруваат во лесна атлетика, вишебој и друго. А слетовите представуваат манифестација на успесите на Сојузот Партизан. Една од големите манифестации, чии иницијатор и организатор е Партизан, е прославата на родениот ден на другарот Тито.
преку штафетите, на десетини илјади физкултурници носат поздрави на својот почесен председател другарот Тито, како свое признание за неговите грижи за телесниот и духовен развој на физкултурниците. Ширум нашата убава земја, преку полиња и планини, по разни патишта, трчаат бргу и неуморно трудбеници, физкултурници, младинци и младинки, припадници на Југословенската народна армија, носејќи ја штафетната палица од разни градилишта, фабрики, работни колективи и села, од целиот наш народ, со топли поздрави до нашиот водач и учител, другарот Тито. Во деновите на големиот празник летаат насекаде поздрави од стотици илјади грла. Поздрави до другарот Тито, поздрави до херојот, поздрави до водачот и организаторот на сите наши победи. Се пренесуваат поздрави и ветувања за уште поголемо залагање за понатамошниот успешен развој на социјализмот во нашата земја. Со тебе животта наша е јасна. Житен клас зрее кај што бил камен. Фабрики, школи, задруги раснат, а над нив цвета Марксово знаме. Земјата, што за прв пат во историјата го оствари принципот на социјализмот, фабриките на работниците, земјата на работничките совети и новите социјалистички односи, му испраќа на својот најголем син срдечни поздрави за неговиот роден ден. Рака до рака, од нашите кон Титовото срце одат поздрави за неговиот роден ден. И многоилјадното граѓанство на Скопје го поздравува Тита. Физкултурници, излезете помасово и со нови успеси во пречекот на 61-виот роден ден на нашиот љубим Тито. Нека 61-виот роден ден на председателот на Републиката, маршалот на Југославија Јосип Броз Тито, биде празник на нови победи и успеси. Маршале, срдечни поздрави прими. Длабока старост нека те срети. За наша среќа, твоето име долго и долго пред нас да свети.